school, your pride and joy. Guess it was enough for me. To win the race, a pretty face, brand new clothes, and the big fat place, and the rock on TV. Rock on TV. But today the way I play this game, it changed somehow. Gonna give me so happy. I think it's something you should know. I think it time I stand the show. There's something deep inside of me. There's something else I got to be. Take back your picture, sing the rain. Take back the singing in the rain. I just hope you understand. Sometimes the clothes not like the man. All we have to do is take this life and make them true. All we have to see is that they don't belong to you and they don't belong to me. Yeah, yeah, freedom, freedom, freedom. You gotta give me what you do. Freedom, freedom. Добро вечер и добре дојдовте на промоцијата на 11 годишната ревија на настани на порталот Охрид News во секогаш убавиот амбиент на Кадмо барот. Во убаво расположение пред големиот празник Водици, кој навистина е посебен во Охрид, во оваа наша мала свеченост не воведе бендот Ника, кој повторно ќе го чуеме и малку подоцна. 2024 е зад нас, година исполнета со убави моменти, но и со предизвици. Вечерва сме тука да се подсетиме на настаните кои ја одбележаа годината што измина и да им оддадеме признание на успешните приказни од нашиот град кои, како што редовно потенцираме во оваа прилика, служат за пример во заедницата и влеваат оптимизам кој толку многу ни е потребен денеска. Тие се поместени во 11-тото печатено издание на годишната ревија на настани, која е пред вас, а која што оваа година ја испечати печатницата Коста Абраш од Охрид. Ревијата има и дигитално издание, кое подоцна ќе биде објавено на порталот Охрид News и ќе биде достапно до пошироката јавност. Повеќе детали од Горан Момировски, главниот и одговорен уредник на порталот Охрид News, кој веќе 18 години работи на препознатлив начин, професионално и одговорно, информирајќи не за најважните случувања од градот, кои неизмерно многу го сакаме сите. Горан, повели. Добро вечер на сите, се надевам дека убаво се слушаме. Ке бевме веројатно порасположени доколку ја добиевме Холандија вечерва, меѓутоа нашите ракометари изгинаа на терен, одигра одлично и се надеваме сите дека ќе не израдуваат во понатамошниот тек на светското првенство. Во предвечерието на големиот празник Водици, кој е посебен во Охрид, ја промовираме го промовираме 11-тото издание на годишната ревија на настани на Охрид News, со што и на некој начин го заокружуваме одбележувањето на 80-тиот роден ден на нашиот портал. Јануари месец е месец на празници, на убава атмосфера, на убаво расположение и се разбира месец во кој ги сумираме работите кои се случуваа, нештата кои се случуваа во годината што измина. 2024 беше година на предизвици, година со бројни настани и случувања по традиција во Охрид, Охрид News како хроничар на се она што се случува во градот,
ги бележеше секојдневно, а она што е или што сметаме дека е најзначајно, го поместивме во годишната ревија на настани за 2024 година, која е во вашите раце. Годината почна со среќен плач на 7 деца во општата болница Охрид. Се роди 7-ка и беше среќна во тој поглед. Заврши, ќе се придадеме малку значење со зимска бајка, барем за нас професионално како Охрид Ньюс, од која испративме многу позитивна енергија и се надеваме дека таа ќе биде пренесена, мултиплицирана во оваа 2025 во која ќе ни се случуваат повеќе убави работи, а помалку лоши работи. Годината што измина имаше бројни настани, тие се во самата ревија изнесени во кратки црти. Ја одбележа, се разбира, Охридско лето и културните збиднувања во летниот период, како концертот на Лени Кравиц, културното алтернативно лето на културолошка иницијатива и Староградската пловидба, која станува една одлична, интересна традиција во Охрид. Тука беа бројни јубилеи, значајни настани, научни откритија, за кои станува збор во ревијата, која се надевам ќе го привлече вниманието и која ја работиме со тимот на Охрид Ньюс од едноставна причина да оставиме една трага за инните генерации и да подсетиме на шмекот на некогаш печатените медиуми кои се потешко поминуваат во време на дигитална ера. Јас тука некаде би завршил со овој воведен дел, бидејќи оваа вечер е посветена на успешните приказни кои се пример за заедницата во Охрид и токму за нив ќе стане повеќе збор во наредните минути. Приказната за изработка на Охридскиот бисер нема една, туку повеќе тајни, а познатото семејство Талеви внимателно ги чува овие тајни веќе 100 години. Климент Талев е представник на втората генерација Талеви кои изработуваат оригинален охридски бисер. Тајните на изработката му ги пренел неговиот татко Ване, тој на неговиот син Ване, а сега ја продолжува внукот Климент. Накитот изработен од вредните раце на семејството Талеви красел грла на многу познати светски дами, меѓу кои и принцезата Диана и кралицата Елизабета II. Во 2024 година се одбележаа 100 години од постоењето и почнувањето со рачна изработка на оригинален охридски бисер, што овој бренд го сврстува меѓу најстарите не само во Охрид, туку и во Македонија воопшто. Охрид Ньюс на вредните изработувачи на охридскиот бисер, фамилија Талеви, им доделува признание чувари на традицијата. Молам представник на фамилија Талеви да го прими признанието. Добар вечер на сите присутни. Малку сум возбуден и добро е да постојат вакви луѓе како Горан, пошто после конечно 100 години некој се сети дека и ние постоиме. Ова е на локално ниво, меѓутоа ќе имат оглас и многу пошироко. И пак ќе речам, добро е да постојат луѓе како Горан, прави професионалци во својот занает. Благодарам Горан, благодарам Охрид Ньюс. Благодариме. 6 децении секундарната здравствена установа во регионот, медицински центар во Охрид, се грижи за здравјето на пациентите од градот и пошироката околина.
На основите поставени од големите ентузијасти се изнедрува првата генерација доктори од Охрид, доктор Здравко Захариевски, доктор Ристо Филев, доктор Владо Константиновски и доктор Петрит Аголи, чиј труд и визија пренаснуваат во медицински центар, најпрвин со 2 оперативно згрижувачки единици, хирургија и гинекологија, а потоа со сите нишки неопходни за модерна болница, каква што денес ја препознаваме Општата болница од Охрид. Ова медицинска установа сега пружа интегрирана здравствена услуга на преку 50.000 граѓани, израснувајќи во здравствен гигант со 467 вработени, од кои преку 65 доктори специјалисти, 37 доктори на специјализација, 5 фармацевти, околу 250 здравствени соработници од сите профили и уште 130 вработени во техничката служба и управа. Охрид Ньюс, кој изработи краток филм за историскиот развој на оваа здравствена установа на Општата болница Охрид и доделува признание за 60 години хумана мисија. Го молам директорот на Општа болница Охрид, доктор Горан Марковски, да го прими признанието. Повелете. Добро вечер на сите и од мене. Горан, благодарам на честа и на све што направи за нашиот јубилеј, за документарниот филм кој што стварно немам зборови за неговата изведба. Ви посакувам вас како продукција уште многу вакви јубилеи, како медицински центар, како болница. Ние сме тука да се грижиме за здравието на сите наши граѓани. Се надевам дека во иднина ќе имаме уште подобар, поквалитетен, поусовршен кадар и да ви посакам добро здравје на сите. Благодарам. Благодариме. Да се биде 30 години во приватен бизнис во што туку родена држава и по 3 децении, вашата мисија успешно да се развива не е ни лесно, ни едноставно. Успешната приказна на фирмата Ентер, која долго време важи за голем македонски производител на деловен софтвер, започнува пред точно 30 години во Охрид. Компанијата во многу сегменти е или пионер, или водечка, или единствена во државата. Тоа го покажа уште со нивниот прв производ, сметководствениот пакет Visual Accounting, кој беше првиот македонски софтвер што проработи на тогаш новиот Windows оперативен систем, пошто следеа првиот македонски интегриран болнички информационен систем, како и развојот на Cyber Monitor, првиот македонски софтвер што е извезуван преку интернет. Софтверското решение на Enter, Luka Business Software Solutions, е присутно во многу деловни субјекти во Западен Балкан. Последните години компанијата обезбедува високо квалитетен IT консалтинг на проекти од Светска банка, Европска унија и други меѓународни институции. Enter е бизнис приказка на годината. Молам представник од компанијата да го прими признанието. Почитувани присутни, почитувани организатори на овај убав настан. Во името на Ентер Охрид би сакал да им се заблагодарам на Охрид Ньюс, на Горан и на целата негова екипа за доделеното признание бизнис приказна на годината. Посебно ни е драго што тоа дојде во година кога обележуваме 30 години од Ентер, кој што организаторот го препозна како символ на истрајност, посветеност и визија и потврда дека и во Охрид може
да се развие бизнис кој што ќе опстои со децении. Иако нашите активности се во главност низ Македонија и регионот на Западен Балкан, сепак седиштето ни е во Охрид, доминантното производство ни е во Охрид и фабриката за производство на софтвер ни е во Охрид, што значи дека бевме и остануваме понатака охридска фирма. Затоа и цел свет да го освоиш, не можеш да доживееш поголемо задоволство од признанијата кои што ќе ги добиеме дома, од најблиските, од твоите. Посакуваме што повеќе успешни охридски приказни во наредниот период, а на организаторите му посакуваме што потешка задача во изборот на успешни фирми во успешни бизнис приказни. За крај уште еднаш им благодарам на организаторите за укажаната чест, им честитам на другите добитници за признанијата, а на присутните им посакуваме пријатна и убава вечер. Честитки ви благодариме. На локалитетот Расница, кај село Корошишта, Струшко, со археолошките истражувања што кулминираа во 2024 година, беа откриени преку 100 археолошки артефакти кои датираат од така наречениот доцно архајски период, односно 6 век пред нашата ера. Голем дел од артефактите се карактеристични и за далеку познатата архајска некропола Требениште, која се наоѓа на само 5 километри од некрополата во Корошишта. Пронајдената гробница е со монументални димензии, 7 метри должина и 4,5 метри ширина и засега представува најголема откриена гробница од архајскиот период на Балканот. На овој проект неуморно и самопрегорно работеше тим археолози предводен од раководителот на проектот Перо Арџанлиев, а истражувањата во кои беа вклучени археолошки музејот Скопје, Завод и музеј Охрид и музејот Незлобински од Струга, резултираа со историско откритие од исклучително значење на македонската и светската наука. Охрид Ньюс на тимот кој работеше на овој исклучителен научен проект му врачува признание за врвно археолошко откритие. Го молам затоа господинот Перо Арџанлиев, раководител на археолошкиот тим кој работеше на локалитетот во Корошишта, да го прими признанието. Повелете. Добро вечер и од мене, почитувани пријатели, почитуван Горан. Благодарам за признанието. Како што кажа мојот претходник, најбитни се признанијата од заедницата, од таму кај што потекнувате. Јас како охријанин сум најгорд кога охријани ќе ми признаат за нешто. По многу нешта ова е позитивна приказна. Позитивна е за меѓуинституционална соработка, позитивна е меѓуетнички соживот. Развивме таму со локалното население кој сакам да им се заблагодарам за поддршката. Да сакам да се заблагодарам на тимот, како што кажавте, кој пожртвувано се вложи целосно своето знаење, труд. И ќе кажам само дека со ова откритие возбудивме археолошката фела во Европа и од мои сознанија кои ги има в последниве денови ќе биде поддржан посериозно од владата. И јас се надевам дека нареднава година заедно со тимот и со сите кои ги спомнав и со жителите од Корошишта ќе дојдеме до уште позначени откритија. Ви благодарам многу. Благодариме. Влюбеници во боксот со голем напор и труд изминатите неколку години успеа да го вратат на големата сцена охридскиот бокс, трансформирајќи го боксерскиот клуб кој го носи името на легендарниот спортски работник и боксерски тренер Алексо Огненовски во модерен спортски клуб кој остварува забележителни резултати на домашната и меѓународната сцена.
Клубот изминатата година имаше бројни настапи на домашната и меѓународната сцена со значаен успех. Браќата Наум и Христијан Стојановски на меѓународниот боксерски турнир Open Balkan, што се одржа во Лозница, Република Србија, се закитија со сребрени медали. Наум Стојановски ги бранеше боите на Македонија на светското првенство за младенци во бокс, што се одржа во Будва. Успешните настапи на боксерскиот клуб Алексо Огненовски ги заокружи на Балканското првенство што се одржа во Лозница, Република Србија, каде Димитар Ѓоревски, Наум Стојановски и Енис Алију освоија бронзени медали, што е најголем успех на охридскиот бокс по 2002 година, кога Илче Јоновски стана балкански првак. Годината охридските боксери ја завршија со 7 сјајни одличија, освоени на државното првенство што се одржа во Битола. Спортска приказна на годината во изборот на Охрид Њуз е боксерскиот клуб Алексо Огненовски. Молам представник да го прими признанието. Ке бидам краток, што би кажал друго освен едно големо благодарам до целиот тим на Охрид Њуз, до првиот човек Горан за посветеното внимание, за вреднувањето на нашата работа, кое сигурно во иднина ќе биде стимул за уште по посветено и по успешно настапување како на меѓународен, така и на домашен план на нашите боксери. Спортски поздрав од мене и фала уште еднаш. Им честитаме на добитниците на признанијата, на вам почитувани присутни, како и на публиката која не следи онлайн. Ви благодариме на вниманието со подсетување дека годишната ревија на настани на Охрид Њуз, што изработи охридската печатница Коста Абраш, во наредните денови бесплатно ќе биде дистрибуирана до читателите, а на порталот Охрид Њуз ќе биде достапна дигиталната верзија. Пријатно! Мене само ми останува на крај уште еднаш да ви се заблагодарам на сите кои вечерва се озвавте на нашата покана и го збогативте овој настан. Нашата мисија продолжува и во 2025 година да ги следиме настаните избиднувањата во Охрид, да ги бележиме и да ги издвојуваме успешните охридски приказни кои се надевам ќе ги има се повеќе, како што спомна еден од претходниците тука на микрофонот, ќе не биде тешка задачата да избереме охридска успешна приказна. Се надевам дека сите ќе бидеме подобра верзија од себе во 2025 година, ќе бидеме сите поуспешни, живи, здрави, да се видиме на ова место, се разбира да ги сублимираме настаните од годината која што туку започна. И пред самиот крај, да се заблагодарам на целиот тим на Охрид Њуз, на целата екипа, на продукциите на доврешните соработници како Дигитал, Бокс, Антонио Стаматовски и останатите кои помогна да излезе од печат годишната ревија на настани и да се реализира овој пренос во живо и секако на печатницата Коста Абраш која го испечати и ова издание на годишната ревија. И пред да се одјавиме, голем поздрав до гостите од Дубровник кои ова вечер ни ја збогатија со нивното присуство и да ги видиме на Охрид трчат па да видиме кој е подобар. А вам ви благодарам на вниманието.